Историската положба на земјата, политичките и социоекономските превирања низ бурните македонски векови ќе остават неизбришливи траги врз колективната меморија, која што низ огромната индивидуална творечка дарба создавала дела од непроценлива важност за културниот идентитет на македонскиот народ. Во својот прапочеток, создавана спонтано од анонимни, надарени самоуки песнопојци и музичари, пренесувана, надградувана и адаптирана, песната го живеела својот живот, растела и траела заедно со народот, станувала дел од него и белег за истиот пред светот. Вековно напластуваното колективно духовно-културно наследство, изразено во огромното фолклорно богатство на македонскиот народ, од мелодии, напеви и игри, ќе станат неисцрпен вруток за авторска инспирација и креативност. Од тоа дали песната, орото или свирката е убава, зависи во колкава мера и во колкав број таа ќе ангажира консументи, а за тие вредности естетски не е доволно само ние да зборуваме и субјективно, пристрасно да се фалиме. И за наша среќа, тоа прашање е загатнато од многу истражувачи кои што не се македонци. Постојана и непресушна инспирација за сопствен музички израз, македонската традиционална народна музика низ вековите наназад го потврдува своето фундаментално значење за македонската музичка култура. По ослободувањето на Македонија во 1944 година, со заседанието на АСНОМ, е формирано, како што се знае, Радио Скопје на 28 декември 1944 година. И за прв пат во етерот почнало да се слуша убавиот македонски збор, почнало да се слуша и македонската песна Јоро. Но во тие почетоци на некој начин музиката била доминантна, зашто била и најблиска до народот и народот уживал во нејзините автентични мелоритми. Меѓутоа, во тој период музиката се емитувала во живо, директно на микрофон и се свирела главно традиционално со традиционалните инструменти, гајдата, кавалот, тамбурата и така натаму. Всушност постоеле тогаш и некои оркестри, во прв ред постоела чалгијата, во која не се свирело само со чалгиски инструменти, но се вклучували и некои други инструменти. Имало и два други помали оркестри, но сепак тоа се свирело ентузијастички, помалку аматерски, онолку колку да се пополнува програмата, не се доволно водело сметка за квалитетот и стилот на интерпретирањето на
македонската песна. Самите почетоци од создавањето на слободната македонска држава, која што излегуваше од виорот на Втората светска војна, паралелно беа почетоци на создавањето на македонското радио, новиот медиум, кој што на самиот старт беше соочен не само со проблеми од техничко-технолошки аспект, туку пред се со потребата и одговорноста за негување и представување на сопствената музичка култура, но истовремено и привлекување на една поголема структура на слушателски аудиториум. Музичките програми беа исполнувани од еден прилагодлив и мобилен ансамбл за различни пригоди, составен од тогаш познати мајстори на својот инструмент, непосредно вратени од фронтот, неретко надарени практичари и влюбеници во звукот на извонредните инструменти или чалгиското музицирање. Во аналите на историјата на македонското радио и програмата со народна музика ќе останат забележени имењата на Ордан со канонот, Тодор Бошков со гајдата, Миле Коларов со кавалот и други, за потоа да се формира и првата петорка од оркестарот чалги во состав Јордан Христов канон, Аким Мемедов бенџо, Хаджи Куне Бекир на виолина, Јашар на тарабулка и Коце Пандилов на ут. Овој чалгаџиски состав ќе ги придружува и првите интерпретатори на чалгаџиската песна Олга Сичан, Марика Георгиева и други, кои пред микрофонот на тогашното радио Скопје настапувале во живо. Во глобала гледано, македонскиот музички фолклор и орски фолклор го има ритамот што е застапен во европските традиции, а покрај тоа се тие неравноделни, тоа се тие рамноделни структури, а покрај тоа, како што се претпоставува под влијание на источните традиции, во Македонија се застапени многу така наречени сложени неравноделни ритмови, и тоа сето заедно создава едно чудно, невидено богатство. Оделението за музика на тогашното радио Скопје во овој повоен период ќе биде раководен од македонскиот композитор Тодор Скаловски, потоа Петре Богданов Кочко, револуционер, композитор и оперски пејач, Васил Хаджиманов, Благоје Ивановски, композитор на симфониска и обработена народна музика, како и Живко Фирфов, композитор, проучувач и афирматор на македонскиот фолклор. Тоа е време, тоа е епоха кога требаше да се развива професионализмот во сите сфери и во сите, однос на сите прашања кои што се поврзани со презентирањето, со ответното презентирање на нашата музичка традиција. За среќа, во тоа време нашата влада многу сериозно се однесе за тоа што го формира Радио Скопје и ги ангажира најискусните и најспособните соработници, а меѓу нив како најзаслужни во оваа сфера беа пред се Васил Хаджиманов, но исто така и Живко Фирфов. Пасионираниот истражувач на македонската фолклорна традиција Васил Хаджиманов првата збирка ќе ја издаде во 1937 година во Белград, каде што ќе ги сними и првите плочи со македонски народни песни. Тој бил член на Интернационалното здружение на фолклористи во Лондон и на Здруженијето на етномузиколозите во Њу Јорк. Тој имаше и фолклорни друштва, беше наставник во гимназија, а потоа заврши кариера како уредник на Радио Скопје. Иначе Хаджиманов беше член на меѓународни друштва и Лондон и Њу Јорк и настапуваше на меѓународни и кајнашен конгреси и меѓународни конгреси во Виена, во Будимпешта, во Букурешт и во Москва и во многу други градови.
Мелографирал 8000 македонски народни песни и ора, со посебен акцент на стилските вредности и карактеристики на македонските народни песни. Благој Петров Караѓуле датира некаде во почетоците на 50-тите години. Време кога се формираше и беше веќе формиран малиот радио оркестар, во кој што јас свирев заедно со Кочо Петровски, Никола Галевски и ред други музичари во тоа време. Познато е дека песната наша има голема карактеристика во смисла на тоа дека има и баладични, има и хумористични и така натаму песни. Во прво време се чувствуваше голем недостиг од такви пејачи што можат да интерпретираат наши познати балади народни. Појавата на Благоја Петров Караѓуле навистина го дополни овој простор во таа смисла, зашто Благој Петров Караѓуле беше еден волуминозен, еден школован, еден култивиран глас. Самата улога на една национална радиостаница која што во ова време ја има моќта за пренесување на звукот и информацијата на за дотогаш непоимливи далечини, од друга страна ја наметнуваше и обврската, но и одговорноста за имплементирање на многу повисоки стандарди кога е во прашање квалитетот на програмата. Програмските потреби веќе ќе ги дефинираат трите основни облици и адекватни за нив инструментални ансамбли. Оркестарот на изборни народни инструменти, рустикален звук и напев, оркестарот Чалги, стар градски стил, и малиот народен оркестар, кој подоцна прераснува во народен радиооркестар, кој во својот состав ќе ги вклучува така наречените европски инструменти, а со тоа ќе го негува градскиот народен мелос. Потребите побарале да се подигне нивото на презентацијата и емитувањето и изведувањето на македонската фолклорна музика. Музичарите кои тогаш биле размислувале за развојот на македонската фолклорна музика, размислувале кој човек може да помогне да се создадат услови за да може да се оваа наша музика фолклорна да се подигне на едно повисоко рамниште. Во тие мигови познатиот, што го спомнав, Живко Фирмов, се сетил на Никола Галевски, бидејќи го знаел уште од деновите, кога му бил педагог и професор во Земун, и сметал дека тој најмногу може да одговори на овие барања, заради тоа што бил извореден инструменталист, меѓутоа знаел дека се здобил и со добри солидни теоретски знаења од областа на музиката. Императивот за зачувување на македонската народна песна од заборав наметнуваше пред се потреба од уметнички профилирано, аранжерски осмислено и достоинствено пренесување на народната творба, но пред се со строга селекција на исполнителите со несомнена надареност и највисоки вокални способности и музикалност, како и нивно стилско насочување кон регионалната припадност, а со тоа следствено и филтрирање на песните кои што истите подоцна ги исполнуваа. Прв музички организатор и раководител на малиот народен оркестар на Македонското радио, оркестарот што одигра изворедно значајна историска улога во развојот на македонската современа народна музика, е Никола Галевски, автор и инструменталист. Малиот народен оркестар на радиото ќе биде формиран во 1949 година. Почнал да се интересира за потенцијалните кадри, музички кадри, и почнал да прави подготовка за формирање на еден нов радиски оркестар, кој со современ инструментариум би ја осовременил македонската фолклорна музика.
која, како што реков, дотогаш се свирела на традиционален начин. Извонредното свирење на тој оркестар под негово раководство, тој успеал да ја издиференцира и афирмира македонската фолклорна музика во светот. Тој успеал да го пронајде стилот или и изразот, би рекол, да ја разграничи од музиките на соседните балкански земји, од српската, од бугарската, од грчката, се разбира и од албанската и од други, и да ја направи препознатлива во светот. Така да тој, поред тоа што ги обучувал музичарите, ги учел, ги описменувал и на нотно свирење, тој во музиката, покрај тоа што вовел хармонија, контрапункт и така натаму, тој за прв пат го вовел и припевот како еден вид аранжман или почеток на аранжман. Потоа ја разграничувал македонската песна, фолклорна песна, во смисла на тоа за кој инструментариум или за кој оркестар највеќе одговора да биде отсвирена, односно отпеана. Тој тогаш, нели, кога иделе пеачи од натрешноста на Македонија, носеле со себе песни, тој штом ке ги чуел песните, одма знаел која песна за кој оркестар, во кој оркестар може најдобро да се испее и да биде најквалитетно отпеана и отсвирена. Со припевите тој ги избогатувал песните, тој користел некоја фраза од самата песна, ја оплеменувал, ја доработувал, ја обработувал, ја правил многу квалитетна и пријатна за слушање. На некој начин со припевот тој ја песната облекувал во едно убаво руво и давал една прекрасна боја и ја правил слушлива за поширокиот аудиторија. Самиот факт што тој го создал малиот радио оркестар и што ја издиференцирал македонската фолклорна музика, е доволно да се смести во историјата на нашата фолклорна музика. Да му се даде заслуженото место во македонската култура. Низ редовите на овој оркестар ке поминат и својот уметнички влог, ке го остават голем број надарени инструменталисти, врвни мајстори на својот инструмент, создавајќи ненадминливи и доведени до филигранска совршеност мали уметнички творби кои се темелеа на бесценетото музичко наследство на бројни генерации претходно. Покрај креативно вдакновените мајсторски инструментални творби, малиот народен оркестар уште од првиот момент на своето формирање ке биде и медиум низ кои своите песнопојни дарби ке ги афирмираат голем број интерпретатори со извонредни вокални способности. Заедно со народната песна се создале и народните песнопојци, се искристализирала една блескава плејада кои што биле наши први амбасадори и кои со нашата народна песна ги обединиле сите македонци ширум светот и му раскажале дека на овие простори балкански живее еден народ мал по бројност, но голем по своите културно-уметнички богатства. Васил Хаджиманов, Благоја Петров Караѓуле, Бонка Димишкова, Мирвет Беловска, Никола Бадев, Александар Сериевски, Васка Илиева ке бидат само некои од интерпретаторските имиња чии што гласови ке се слушаат во живо на програмата на тогашното радио. Во 1945 година Живко Фирфов и Александар Линин ке го повикаат на мобилниот ансамбл на тогашното радио Скопје на местото хармоникаш, потоа легендата на македонската народна песна Александар Сариевски.
сиви галаби, летнавте како сиви галаби, паднавте во момнини дворови, скокнавте на момини скутови, скокнавте на момини скутови. Барем Серген мамо нашетав, барем Серген мамо нашетав, нискара влашка земја богата, нискара влашка земја богата, влаинки моми мамо залюбив, влаинки моми мамо залюбив, и кара влашки мамо невести, и кара влашки мамо невести. Ерген лак мила мамо пашалак, ерген лак мила мамо пашалак, моминство мила мамо везирство, моминство мила мамо везирство. Види, јас на тоа сум растен и мене тоа многу ми е значајно, многу ми е важно. Па затоа ја ги свирам тие песми. Што мислиш дека некој ме натерал да ги свирам? Абе јас со Сариевски кој се запозна, бе, човече, бе, ти знаеш каков типче беше тоа, Сариевски. Он ја пеше Лилјана кучка не дојде. Он ја пеше учи ме мајко, карај ме. А ја пеше и Зајко Кокорајко, да еднаш духовита песна. Како звучи тоа? Како звучи тоа? Тоа е недостижен идеал. Сите пеат, ама слушај, не може да му придат на тој идеал. Плиш, така е. Гласот му е кадифе. Тоа не е Рей Чарлс. Крај. Во 1948 година на аудицијата распишана од Радио Скопје се јавува и Никола Бадев, дотогаш службеник во санитарниот одел на болницата во Кавадарци. Песната што ја отпеал на аудицијата, тешка беше нашата разделба,
Уште истата вечер на програмата, која што одела во живо, ја слушнале и слушателите на Радио Скопје. Неговото име набргу потоа ќе се врзе за едни од најубавите антологиски народни песни, снимени за продукцијата на тогашното Радио Скопје. Со појавата на Радио Скопје се појавиле и првите интерпретатори на оваа наша народна песна, која преку медиумите ја преточиле, значи ја представиле на поширокиот аудиториум широм Македонија, па и пошироко. Програмата тогаш одела во живо. Изведувачите морале да доаѓат еден час порано пред програмата, тоа значи околу 4 наутро. Техничките можности биле еден жичан магнетофон кој ќе се расплеткал. Со километри требало да се отплеткува. Тоа биле доста комични и интересни случки. Имале само 2 микрофона, од кои што кога ќе завршила музичката програма, се трчало по скалите горе за да се слушнат вестите, да се емитуваат вестите. Такви биле тие технички можности, но тука се создале многу оркестри. Тоа се Народниот оркестар, големиот народен оркестар, малиот народен оркестар, оркестарот од народни инструменти, чалгиите, потоа група кавалджи, група зурлаши, а за тоа најзаслужни биле Живко Фирфов и уредникот на тогашно Радио Скопје на музичкиот сектор, Васил Хаджиманов. Тие оделе по селата и по градовите и барале таленти за да ја прошират својата музичка програма, правеле аудиции, а истото го правеле и во рамките на Радио Скопје во нивните простори. Така да на една од тие аудиции примени мојот татко Никола Вадев 1948 година. Тој настапил со песната "Дотри ми пушки пукнале" и неколку други со кои што ги воодушевил и жирито и слушателите во салата. Така да одма го земале на турнеа низ Југославија и заедно со своите колеги Васка Илиева, Александар Сариевски, Кочо Петровски и другите од другите простори на бивша Југославија, Цуне, Гојковиќ, Лепа Лукиќ и Зехра Деовиќ се дружеле и биле често на концерти низ Босна, Србија, Македонија, Црна Гора. Мојот татко Никола Бадев има разновиден и богат репертоар за радиотелевизија Скопје, снимал над 200 песни за дискографските куќи широм бивша Југославија тогаш, Југотон и другите, Дискус, РТБ, над 100 плочи. Потоа гостувал со многу културно-уметнички друштва, со многу оркестри. Добитник е на наградата Илиџа 1964 година, добил сребрена па златна плоча, потоа Иваница и многу други признанија, но тој живеел многу кратко, неполни 58 години, така да ова што го створил е капитално дело за нашата Македонија. Првите снимки за Радио Скопје Никола Бадев, мојот татко, ги направил на 5 август, точно знам, бидејќи ја правев монографијата 1955 година во дует со Мирве Беловска. Потоа следуваат дуетите со Драгица Николова, Васка Илиева, Караѓуле, Сариевски и многу други дуети настанале, кои што и до ден денеска се слушаат. Во овој мощно сензибилен историски период на национално и културно осознавање и за државата, која што од почетокот ги востановуваше сите своји државни институции, Македонското радио ја имаше улогата на демистифицирање на фолклорниот музички идентитет,
дотогаш присвојуван од многумина со нагласено афирмирање на потребата за зачувување на автохтониот музички израз. Гајдата во Радио Скопје сум од 47-та година и тогаш го формирав и оркестар од народни инструменти, кој е народен белег на Македонија, заради тоа што народните инструменти, народните ора, заедно со носијата и сите наши целиот наш народ, па и мислам дека и нашиве драги гледачи од Радовиш и Радовишко, кои ние му се дивиме, се гордееме со народната носија како народен белег, исто и песната и музиката од овој крај. Имам свирано на многу различити гајди, исто и на шкотска. Шкотската гајда е посиромашна со тонови од нашата гајда. А инаку, видите, во Шкотска, за ваше сознание и за слушателите и гледачите, сакам да ви кажам дека шкотите и енглезите, нив, ако му речеш за гајдата, нивна гајда лошо или нешто, на тогаш си најголем непријател. Не тие многу го ценат тој инструмент и го потребуваат и во војни, и во стражи, и во радости, и во се. А дали? Меѓутоа, нивната гајда, на тие манипулираат само со 5 тона. А нашата гајда има 9 тона. Инспирација за бројни следбеници од младата генерација инструменталисти кои што се повеќе се интересираат за традиционалната македонска музика е Пеце Атанасовски, кој соработува со врвни авторски и интерпретаторски имења. За музичката продукција на македонската радиотелевизија, Пеце Атанасовски со оркестрот од изворни народни инструменти ке сними 9300 композиции, од кои што голем број се и авторски дела, низ кои проблеснува исконското чувство на македонската гордост и достоинство. Овие дела остануваат трајно сведоштво во ризницата на македонското културно наследство, но и инспирација за нови и современи авторски идејни решенија. Во 1954 година во тогашното Радио Скопје ќе се формира и женскиот квартет составен од Васка Илиева, Вања Лазарова, Тодорка Дончева и Роска Дилева. Во периодот од првите децении по Втората светска војна, во издигнувањето и креирањето на македонската традиционална музика, ќе партиципираат бројни личности, солисти, ансамбли и состави кои ќе остават неизбришливи траги во музичкото наследство, како битен елемент на културниот идентитет на македонецот.